Добар ден, почитувани, ова е Телма амбуланта. Млекото со векови се сметало за една од основните намирници во човековата исхрана. Но денес, околу него има се повеќе дилеми и спротивставени ставови. Зошто млекото што го купуваме во тетрапак може да трае со месеци без да се расипе? Дали е подобро да избереме полномасно или млеко со помала масленост? Постои ли нутритивна разлика меѓу свежото и трајно млеко? Може ли растителните млека да бидат вистинска замена за млекото од животинско потекло? Дали е точно дека чаша млеко пред спиење може да помогне за подобар сон? Денес има луѓе кои целосно го исфрлат млекото од исхраната. Оправдан ли е ваквиот пристап? Има бројни дилеми и сите нив ќе ги разјасниме со Надица Илиевска, дипломиран нутриционист. Како и досега ќе ви оставиме простор и за прашање во програма. Што се треба да знаеме за млекото? Ќе прашаме Надица Илиевска, дипломиран нутриционист во Nutritionist Consulting, непосредно по Светскиот ден на млекото. Надица, добре ни дојдовте во денешното издание на Телма амбуланти. Добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Во јавноста често се слуша дека млекото во тетрапак содржи млеково прав. Дали е тоа точно? Тоа е нешто што ние навистина не можеме да го знаеме. Последните мои информации од пред неколку години со релевантен човек кој што работи во акредитирана лабораторија, на истото прашање ми беше одговорено дека не постои анализа која што може со точност да утврди потоа кога млекото е во течна и конзумна состојба, дали во неговата содржина постои или не постои млеково прав. Што значи дека тоа едноставно не можеме со сигурност да го тврдиме дали е така или не е така. Но со сигурност можеме да знаеме дека голема количина од млекото кое што останува неупотребено, односно не внесено на пазарот, а има се уште рок на траење, оди во технолошки процес на претварање на млеково прав, каде што уште понатаму се продолжува рокот на неговото траење. Што значи трајно млеко? Трајно млеко всушност е ознака за млеко кое што почнува да се произведува на технолошки процес неодамна, да не речам 50-тите години, и тоа во Америка, каде што обичната пастеризација, која што била од 75 до 85 степени Целзиусови околу 20 секунди, се сведува на УХТ или ултрависока температура од 150 па до може да 180, 135 е долната граница на степени Целзиусови на 4 секунди, потоа во истиот момент оди во асептично пакување, значи без присуство на кислород, вакуум, во така наречено ние го велиме тетрапак пакување, без присуство на кислород, веднаш се вакуумира, веднаш се пакува и што добиваме? Добиваме краток период на висока температура, задржуваме голем дел, ги убиваме сите патогени материи на суровото млеко и на тој начин она што најмногу го расипува млекото, ензимите и бактериите, па и вирусите, ги правиме неспособни, односно непостоечки, и на тој начин многу време го продолжуваме рокот на траење и на свежината на млекото. Она што забораваме да го кажеме е дека дури и таквото трајно млеко, иако не ни се расипува од истите причини, поради тоа што е третирано на начин на кој што е третирано, не треба да го конзумираме повеќе од една недела, кога веќе ќе го отвориме, бидејќи Но и така не се расипува, од кога ќе биде отворен? Тоа само нас ни се чини дека не се расипува, но почнуваат деградационите процеси, но најважно од сега губиме квалитетот поради присуството на кислород кој што полека го полни асептичкото пакување. Полутрајното или свежото млеко е поминат само период на пастеризација, како што споменав, пониска температура, сопрен е растот на бактериите и на патогените, и тоа во принцип
треба да го подложиме на краткотрајна термичка обработка во домашни услови или ако не сакаме така, тогаш треба за неколку дена во фрижидер на температура не повисока од 7 степени за неколку дена да го исконзумираме, бидејќи процесите на расипување почнуваат и на тој начин ние само привидно мислиме дека имаме подолг временски рок да го конзумираме млекото. Има ли разлика во нутритивната вредност помеѓу свежото млеко и ова кое што е обработено индустријски и кое што можеме да го купиме во тетрапак? Треба прво да разграничиме дали се мисли свежото млеко на суровото млеко. Така да, одно што мора да Суровото го на свариме. кое што се добива. Сега, и за понатаму да ги влечеме сите други работи и сите дилеми поврзани со млекото, јас би почнала пред објаснувањето да ја дадам дефиницијата на млеко, која што многу малку се истакнува кога се информираме за млекото. Млекото е производ на млечни жлезди, на цицачи, добиени од животни кои се правилно исхранети, добиени со правилно и постојано молзење на истите наведени крави, овци, кози, биволици, на кое што ништо не му е одземено и ништо не му е додадено. И ако веќе ја почнеме од дефиницијата на млеко, тогаш можеме понатаму да надградуваме што ние всушност денес конзумираме. Од самиот старт имаме проблем. Од самиот старт имаме проблем. Но, во секој случај, и УХТ третманот, и пастеризацијата на третманот го прават млекото користливо. Неверојатно е намалувањето на многу страшни заболувања од користење на сурово млеко. Иако постои тренд на користење на сурово млеко, апсолутно непрепорачливо, затоа што многу бактерии и многу вируси застоени во вимето на животното од кое што го добиваме, понатаму ги внесуваме во нашиот организам, па може да бидат патогени, апатогени во одреден период да се активираат. Квалитетот во смисла на нутритивност, разликата е многу мала. Температурата влијае на денатурација на протеините, малку го губиме квалитетот на протеините, ги губиме Б витамините, го губиме С витаминот, но млекото секако и така не е голем богат извор на С витамин, што значи дека реално, таблично, ние не губиме ништо, ниту суровото, ниту свежото, ниту УХТ. Но приказната можеме да ја завртиме и од другата страна и секогаш треба така да ги гледаме. Што е нутритивна вредност и што е нашата физиологија, односно како ние понатаму ќе го искористиме тоа што било на овој или на оној начин технолошки процес и што од него ќе искористиме. Сериозни научни студии велат дека сепак со овие третмани искористливоста на она што го имаме таблично во трајното млеко е сепак помала, попроблематична. Некои студии се смели, па одат и понатаму да велат растот на нетолеранцијата кон млеко е резултат токму на овие технолошки процеси. Значи добивме безбедно млеко, но физиолошки млеко кое што не го препознаваме, иако млекото генерално не го препознаваме, затоа што млекото е кодирано генетски за видот од кој што потекнува, а не за другите видови кои го користат. Најчесто се користи кравиото млеко, но тука и козјото, овчето млеко за кисели млека и слично. Дали е сеедно какво млеко сега се конзумира? Апсолутно не е сеедно. Тоа зависи од составот на млекото. Млекото има неверојатен сложен состав, од таму доаѓаат и сите дилеми. Практично во природата единствена емулзија на масти во течна фаза, каде што има и слободна вода, нешто е растворено во водата, нешто е растворено во мастите, но козјото млеко по величината на глобулата
е најприближно и најлесно сварливо за нашиот организам и таа е 9 пати помала од глобулата, величината на кравјото млеко. Впрочем, и за кого е наменета, и така е направена и големината. Што значи дека козјото млеко е најдобар извор. Кај нас, за жал, иако сме имале традиција на одгледување на биволско млеко, односно млеко од биволица, кај италијаните и кај французите таа традиција постои и најквалитетните сирења се произведуваат од биволско млеко. Најзастапено е кравјото млеко, кое што има за нашиот организам можеби и најпредизвикувачки состав, токму поради тоа што во водената фаза, бидејќи млекото се состои дел од фаза која што е соматски клетки од самото виме, но и од млечната железа на животното кое што го дава. И тука имаме неверојатно големо количество на хормони за раст, бидејќи телето мора за многу кратко време да порасне големо. Токму големината на глобулите, масните, протеинските, посебно казеинот, потоа така наречен фактор IGF-1, многу сличен на секвенци од аминокиселините на инсулинот, но од друга страна, исто така и многу сличен на нашиот хормон за раст. Па го имаме парадоксот на глобализацијата, каде што азијатите кои што не конзумираа млечни производи, благодарение на глобализацијата почнаа да конзумираат и таму почнаа да се раѓаат млади спортисти, кошаркари кои што имаат до 2 метра, кои што до пред 30 години и не се случуваше. Млекото е навистина една комплексна тема, која што во зависност каде и за што се проучува, ни пласира и научни теории и научни студии. Има млеко со различна масленост, 3,2, 2,8, 1,6, 0,9. Што е најдобро, дали полномасно млеко или пак е подобро да земеме со помала масленост? Всушност и масната фаза на млекото е најваријабилната компонента на млекото, бидејќи и во текот на едно молзење концентрацијата на масти на почетокот и на крајот не е иста, зависност од тоа со што се храни животното, зависност исто така од сезоната, зиме, лете, и се става на хомогенизација да би можело да понатаму оди во преработка, односно на изедначување. И тука се дава можност за манипулација со мастите. Доколку се конзумира млеко, најдобро е да биде 3,2 масленост, бидејќи во тој случај го добиваме доброто од млекото, односно витамините растворливи во масти, можеме благопријатно да ги примиме и да ги искористиме. Обезмастеното млеко е поманипулирано млеко, со едноставен збор, ако можам да кажам дека е тоа така. Пообработено. Пообработено, каде што се извадени мастите, генерално би требало да оди во понатамошно производство за ферментирани производи, кои што, бидејќи живите култури пак не можат да се развиваат во високомасна средина, туку само во нискомасна средина може да добиеме квалитетен јогурт, квалитетно кисело млеко, квалитетен кефир, и нус производот е обезмастеното млеко. За мене неоправдано, ниту добиваме многу големо намалување и опасност од мастите од конзумација на млекото. За да влијае на покачување, треба да конзумираме енормни количини. Децата, каде што сепак препорачуваме да се конзумира одредена количина на млеко, треба да го конзумираат полномасно. А и кај полномасното млеко постои од сложените масти кои што ги содржи состојка лецитин, кој што навистина многу малку намирници ја имаат, а ни е многу потребна за когнитивниот развој, што значи дека ако веќе пиеме, треба да пиеме нормално полномасно млеко. Овие другите варијанти се утеха дека штедиме на триглицериди и на масти. Така, но повозрастните лица обично посекнуваат по млека со помала масленост, сметајќи дека полномасното млеко не е добро за нивното здравје.
Да, и општите препораки на многу место, општите гайдлайнси генерално е намалете ги мастите. Меѓутоа веќе имаме доволно наука и доволно нови гайдлайнси каде што веќе односот кон мастите треба да се менува. Млекото сепак има еден благопријатен масен профил во однос на триглицериди и на прости масти. Евентуално го одобрувам кај повозрасната популација ако имаме пропратни други хронични заболувања, затоа што во обезмастените млека постои друга замка. Вадејќи ги мастите, ние го правиме претежно млекото казеинско. Па ако нормално млеко, масно, се дигестира во нашиот организам 6 часа, обезмастеното каде што доминира протеинот, односно казеинот, кој е 80%, ќе се дигестира 12 часа. И затоа тука треба да ја најдеме некаде средината и најчесто кога препорачувам велам внимателно со количините. Што значи тоа внимателно со количините? Возрасен човек колку млеко би можел да конзумира? Сепак прво би почнала од младата популација. Сметам дека постои нешто во млекото како што е калциумот и обликот на калциум во форма во која што сепак 1/3 од калциумот во млекото ние го асимилираме. Например, за истата количина од брокула би ни требало од 200 грама млеко ја добиваме истата количина, од 400 грама брокули ја добиваме истата количина и од 1 килограм спанак ја добиваме истата количина на калциум. Значи мора и тука да бидеме малку пластични, затоа што сепак е полесно од 200 грама млеко да добиеме количина на биорасположлив калциум. Кај малите деца треба да биде полномасно, треба да бидеме внимателни. Да го воведеме на време, да не касниме многу, бидејќи влегуваме во пракса, влегуваме во нетолеранција или казеинска или на лактоза, но да не биде повеќе од 100 грама дневно или 3 пати во неделата. Еден млечен оброк е сосема доволно, затоа што само дава... Само 100 милилитри? Добро ве разбрав? Да, само 100 милилитри на ден, пресно млеко што би се за рекло. деца? За деца, да. Но, ќе надополниве со ферментирани млечни производи, јогурт, кефир, павлака, кисело млеко. Нема да изгубиме ништо од потребниот внес на сето она што ни треба по млекото. Проблемот е што деца кои што конзумираат многу млеко во раната возраст, посебно до 3 години, се сити, млекото содржи доста шеќери, има благопријатен сладок вкус и честопати ја одбиваат другата храна. Да, не сакат ништо друго да јадат. Да, и сакаат да живеат на млечни оброци и тука всушност ја правиме грешката. И на крај се слабокрвни. Да, затоа што казеинот може да влезе во одредени хемиски процеси и воспалителни и одредени левиски да го успори, односно да го оневозможи абсорбирањето на железото. Иако морам да кажам дека во пракса до сега долгогодишна не сум се сретнала на анемија предизвикана кај дете од голема конзумација на млеко. Други проблеми да, меѓутоа точно анемија предизвикана од тоа, не повеќе можеби од едноличната храна која што децата кои што претендираат многу млеко сакат да ја користат, а и млекото кај децата го даваме реално во лоши комбинации. Бисквити и млеко е многу недобра комбинација, децата ја милуваат, ние сме некогаш попусливи и така натаму, така да тука можеби повеќе лежи. До 6-та година се смета дека и ренинот кој што е задолжен за казеинот да го раствара, и лактазата за лактозата, која што треба 3 степени за да направи галактозата да ни биде пријатна и да ја примиме во нашиот организам, а повеќе чекори отколку обичниот шеќер, нагло паѓа, освен на подрачја каде што историски конзумирале млечни производи, тоа се земјите од монголскиот период, каде што претежно живееле на млечни производи. Впрочем, тие и први почнале пресното млеко да го конзумираат во таква состојба. Но, отприлике,
Постои една срамежлива студија во Lancet 1999 обсежно за сите добри и лоши аспекти на конзумирањето на млекото. Се вели дека после 50-та година вообичаено 80% од населението речиси и да нема ензими ниту за едното, ниту за другото, туку употребува други ензимски патишта за да го дигестира и честопати, иако велиме возрастните сакаат да заспиваат со една чашка млеко, би препорачала да заспиваат со една чашка јогурт. Аха. Значи не млеко, туку ферментирано Ферментирано, млеко. Да. Тоа значи после одредена возраст организмот нема потреба за Организмот млеко. практично ги губи сите механизми физиолошки да го дигестира пресното млеко. Производите од пресно млеко се друга приказна. Тие поминале низ одредена ферментација и тие всушност се она што е здраво за нас. Ферментираните млечни производи се ретка група на намирници, кои што крајниот резултат нутритивно е подобар и побогат од суровината. Така, јогурт, кисело млеко, кефир, павлака. Кефир, павлака, урда, одредени видови на сирење, Кашкавал. кашкавал, албуминското сирење, многу малку се користи на нашите простори, она што се прави од сурутката. Сурутката е лесно сварлив протеин, учествува само 20%. Тој тип на сирења, ферментирани сирења, сирења не правени од сурово млеко, едва и се изборивме со бруцелозата во нашата држава поради навиката да ферментираме со сурови млека, што значи дека тоа е секогаш подобра опција во текот на целиот живот. Дали има различни здравствени придобивки од различни видови ферментирани млечни продукти? Генерално да. Се работи за инакулација со различни живи бактерии. Генерално можам да кажам да успоредуваме малку и со технологијата на производство. Киселото млеко и кефирот остануваат најчиста и најпроверена варијанта. Инакулацијата во киселото млеко е директна и се прави со убава, чиста ацидофилна култура. Кај јогуртот веќе можеме да играме со повеќе различни култури и имаме поголем диверзитет, меѓутоа имаме и поголема можност за манипулација на густина, на масленост, бидејќи се прави во големи количини, па слично и на пресното млеко добиваме јогурт кој што не е кисел, бидејќи се ставани соеви кои што не ферментираат до крај и не ја даваат вообичаената киселост што ја има киселото млеко. Значи тоа зависи од соевите. Кај павлаката се сосема други соеви, што значи дека тоа ги прави и бенефитите различни. На прво место кефирот. Добро. Во себе содржи базична ацидофилна култура во доволни количини да служи и како населување на нашата микрофлора, но во себе содржи и одредени пробиотски култури кои што може да ни дадат диверзитет. Бидејќи ние влеговме во еден маркетиншки проблем каде што сметаме дека што повеќе култури ни се даваат на готово, всушност не. Треба да дадеме голема количина од една култура и малку од оние што преживуваат, за со другата храна, односно билните влакна, да направиме диверзитет, односно да направиме, да не речам, милиони различни видови на култури, односно диверзитет на нашата цревна флора. Затоа кефирот е на пиедесталот. Да. Но колку време треба да се прима кефир за да може да се постигне овој диверзитет за кој што говорите? За жал не може да се ослониме само на кефирот. Значи мора да внесуваме симбиотска и пробиотска храна од растително потекло. Но за 40 дена, доколку отклониме убивачите на цревната микрофлора, значи одредени намирници, да не речам ја уништуваат цревната флора, шеќерот тука е на прво место.
за 40 дена со постепено зголемување после 15-тиот ден на внесот на билни влакна, можеме да зборуваме дека диверзитетот е раширен. Но да промениме цревна флора, која што е уништена со примање на антибиотик од 2 пати по 7 дена, што најчесто се случува, е потребно 6 месеци. Цели 6 месеци. Цели 6 месеци. Ке ги вклучиме гледачите, Надица. Почитувани, добредојдени си вашите прашања, но и размислување на оваа тема. Телефонскиот број на телевизија Тилма веќе испишан на екранот. Можете да се јавите на овој број и да поставите прашање. Надица Илиевска, дипломиран нутриционист во Нутриционист консалтинг, е гостинка во студиото на Тилма. Продолжуваме, Надица, понатаму. Често пати можеме на млечните продукти да забележиме ознака дека се богати со протеини, дека се протеински продукт. Па сега, дали тоа само маркетинг или навистина можеме со млечни продукти да ја надокнадиме и потребата на организмот за протеини? Млекото е одличен извор на протеини, спаѓа во, да речеме, богата протеинска. Значи, на некои 150 мл, солидни 8 грама, да речеме колку едно јајце, сосема солидно, тука некаде се изедначува со јајцето, можеме да кажеме дека е протеинска храна, но трендот на фортифицирање на храната не го прескокна ни млекото ни млечните производи, па најчесто она што можам да го видам во маркетите всушност е фортифицирано, додадени протеини во текот на производството. Да, во текот на производството, одредени витамини, најчесто се додаваат Д витамините, најчесто се додава А витаминот. Ние навистина имаме многу малку млеко од животни кои што пасат зелена трева во текот на летниот период, што значи дека добиваме веќе млеко кое што нема Д витамин, нема бета каротен и така натаму, па се чувствува потребата на фортифицирање и фортификацијата станува и еден вид на решение на тоа што квалитетот на храната ни се губи, но и еден вид на маркетиншки трик. Јас генерално секогаш гледам и препорачувам, постои една мала табела во боја на виножито, во прехранбениот квалитет, Добро. од А до Д. Добро. Значи треба да се гледа да биде означена бојата која што е посветла од виножитото, што значи дека АБ би бил високонутритивен квалитет, Д би бил низок нутритивен квалитет. Тоа е порелевантно, а не може да се ослониме само на млекото како основен извор на протеини, од проста причина што, реков, само 1/3 генерално можеме, иако спаѓа во производите кои што ги имаат сите есенцијални масни киселини. Но имаме и негативна страна на протеинот, а тоа е казеинот, кој што интерферира во самата апсорбција на многу други биохемиски процеси и на тој начин не можеме да се ослониме на тоа дека со пиење млеко ние ќе градиме мускулна маса. Ајде да ги вклучиме и гледачите со нивните прашања. Во продолжение на денешната Тилма амбуланта, ќе го слушаме прашањето од првиот гледач. Добар ден. Ало? Во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве молам, сакам да прашам, што е со ензимите во трајното млеко? Така, што е со ензимите во трајното млеко, тоа е вашето прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма, повелете, Надица. Ензимите во трајното млеко не постојат. Не постојат воопшто? Не постојат, ензимите се не постојат воопшто, инаку ќе се расипува. Ензимите во трајното млеко воопшто не постојат, односно се што поминало пастеризација. Дури во на свежо што ќе треба да се свари? Што поминало низ пастеризација? Да. Ензимите не постојат. Само во домашното? Само во суровото млеко ги има ензимите. Аха, суровото. Само во суровото, да. Веќе кога млекото влегува, и тоа и треба да биде така, затоа што ензимите всушност почнуваат, тие се тие каде што почнува да се расипува млекото, а и генерално ензимите и не ни требаат од другите видови, што значи дека сепак не треба да ги конзумираме, меѓутоа во трајното млеко ензими не постојат, инаку би се расипувало. Така, ајде ќе слушнеме уште едно прашање од гледач.
Добар ден. Ало, добар ден, дали сум јас? Да, вие сте во програма, повелете. Поздрав за студиото. Ви благодарам. Гостинката сакам да ја пашам. Дали може да се пие козјо млеко и да се јаде козјо сирење? Тоа е едно. Второ, дали може во козјото млеко да се става банана и авокадо? И трето, ако јас јадам овоше и зеленчук, имам големи проблеми. Еден нутриционист слушав на телевизија, правеше салата со авокадо и патиџан. Нели сега авокадото е овоше, патиџанот е зеленчук. Нели не треба да се меша. Фала многу и пријатно. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Домато дали е овош или е зеленчук? Сега тука има дилема. Така. Домато спаѓа да во групата разрешиме на и таа овошје. дилема. Да, домато спаѓа во групата на овошје. А сега да поидеме со прашањата редоследно. Значи, козјото млеко рековме дека е најдобра опција за сите видови понатаму, па дури и козјото кисело млеко, иако ја нема таа конзистенција козјото кисело млеко, Малку кое што потечно. ние сме, да, малку е потечно, но тоа се решава во домашни услови со извривање на млекото, евапоризација на водата, па можеме да добиеме и убава конзистенција. Најдобра опција козјото млеко, козјото сирење, козјото кисело млеко е најдобра опција. Они кои што може да го целиот. толерират мирисот. Генерално не се внесува во производство. Значи, рековме дека и мирисот, и количината, и квалитетот зависи од сезоната. Малку е сомнително што ние имаме кози производи во текот на целата година. Козите всушност се еден вид кој што не даваат млеко, например, еве сега во зимските месеци, количините, што значи дека оно што влегува во производство е земено во периодот на молзење, па потоа е замрзнато. Меѓутоа, козјото млеко е сепак и козјото сирење е најдобра опција. Многу добар масен профил, добар протеински профил. Реков веќе дека глобулите се 9 пати помали од кравиото, лесно дигестибилно, абсорптивно, искористуваме многу повеќе. Може да се комбинира со него. авокадо и банана, мислам, спомена гледачката. Видете вака, јас млечните производи од типот на кисело млеко и павлака препорачувам да се комбинираат. Генерално за мене пресно млеко е напиток и толку. Ретки се комбинациите било какви на пресно млеко, дури и пресно млеко со житарка, што беше масовно популарно, е тешко сварлива храна, богата со шеќери, како една тулумба. Кога ќе додадеме овес, па ќе додадеме овоше, па ќе додадеме пресно млеко, па ќе додадеме јатки. Авокадото има таков масен профил, кој што ако го додадеме на високо масен млечен производ, како што е павлаката, ќе биде богато на масти, меѓутоа со добар масен профил. Јогуртот можеме да го комбинираме со се, единствено по вкус, доматот некако не ни оди во целата комбинација, меѓутоа како да влеговме во една трка да правиме што покомплицирани работи. Чумо е потребата да ги мешаме сите овие работи, кога може од авокадото да направиме еден намаз, значи едноставно јадење, да го конзумираме со одредена житарица, на одредено место да го додадеме. Например, авокадото најдобро се прифаќа во салата со цвекло. Аха. Добро здружено, многу малку ја користиме на нашите простори. Така. Но нема потреба да правиме многу комплицирани комбинации, поготово не со млекото и млечните производи. И општите препораки сега одат во таа приказна. Французите велат, кашкавалите и тврдите сирења конзумирајте ги само со добро вино. Значи, треба да бидат сами за себе нешто што ќе се конзумира. Пред да ги вклучиме и останатите гледачи, споменавте да не се комбинира кафето со млекото со одредени намирници, а што е со кафето, сакам да прашам. Никој не може да испијат кафе без млеко. Да. Може да го заменат со друг тип на растително млеко, иако тоа воопшто не е млеко. Лоша комбинација.
Прво, кафето веќе знаеме дека има полифеноли, има антиоксиданси и така натаму. Казеинот го прави, ги поништува, односно ги врзува полифенолите, па ги губиме добрите страни на кафето, односно антиоксидативните својства. Добрата страна, ако може да се рече добра, е прави практично многу тешко сварлива комбинација, па го немаме кофеинскиот шок. Го немаме кофеинскиот шок. Најлоша комбинација е кондензирано млеково кафе. Невкусното. Кондензирано млеково кафе, тоа е убедливо најлоша комбинација. Блокира апсолутно и користите на едното и користите на другите. Практично ствара подуеност, тешкотии во дигестијата, ангажира многу наши ензими, го збунува организмот. И секако, оние веќе спремни, каде што има млеково прав, тие се претежно протеински, значи со ниска масленост, кои што се веќе готови комбинации на кафиња со млеково прав, кои што на нас не се многу удобни, па ги нарекуваме 2 во 1, 3 во 1, видов дека веќе има и 5 во 1. Тоа е исто така една комбинација која што е неблагопријатна, посебно за нација како нас, која што денот го почнува со кафе. Така. Да вклучиме гледачи во продолжение на денешната емисија. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Јас сакам да прашам дали сурутката од козјо сирење и сурутка од козја урда, значи може да се пие и кој е подобро за пиење. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Ова е едно интересно прашање, што е со сурутката? Сурутката е, значи, по кефирот, сурутката е можеби најквалитетното нешто, кое што можеме да го добиеме од млекото како суровина. Се прави во домашни услови, исто така многу едноставно, треба само да се зоврие млекото, не мора да се прави со сириште, доволно да исцедиме половина лимон. На тој начин го нема оној опор вкус на сурутка, кој што на никој не му се допаѓа и може да биде база за пиење. Генерално, јас го препорачувам после напорен работен ден сурутка, изладена сурутка, да се напие, значи тоа е албумински протеини, лесно дигестибилни, веднаш прифатливи, даваат ситост, даваат енергија, но ние за жал немаме навика да готвиме со сурутка. Сурутката може да биде база и за чорби, и за супи, па да добиеме многу квалитетен производ. Во сурутка да додадеме зеленчуки и да направиме супа? Да, може да направиме супа, да, може да ја додаваме во тотажи. Во потажи додаваме албумински производ, чист протеин, лесен протеин, со сурутката може многу да се игра. Така, една добра идеја како да ја внесеме сурутката, особено оние кои што не може да го толерираат незиниот мирис и вкус. Да, и со лимон се вкус. пресекува, не влијае на квалитетот. Значи, дали е со сириште направена или е со лимон пресечена, се едно е. Најчесто јас можете и квалитетот на млекото да го проверите, доколку дел од млекото го пресечете. Знаете, млекото во принцип е најрасипливата намирница и затоа технологијата многу се измачи да направи трајно млеко. Меѓутоа, од млеко кое што не се конзумира, односно е забрането да се конзумира и е токсично за нашиот организам, можете да направите два многу здрави нуспроизводи. Го вриете, го пресекувате со лимон, го прецедувате, добивате сурутка, одлично е да се пие и кравија, и козја сурутка, овчата е малку тешка. Остатокот е кварк, односно урда, може понатаму да се термички обработи и да се користи и е нетоксична. Значи, од млеко кое што ќе ви биде многу лошо доколку го испиете. Кој што е расипано, всушност. Кој што е расипано, баш така, кој што е расипано, може да добиете сурутка, која што нема да прави проблем на вашиот организам, треба само да се зоврие и да добиете кварк или постна урда, во зависност од млекото, кое што понатаму може да се конзумира. Благодарам, Надица, за овој совет. Ке вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Ало. Ве слушаме одлично, во програма сте, само да го следите разговорот преку слушалката. Прашањето ми е, јас без производител на козје млеко, поводан. Така. Прави бело сирење, чисто, исклучиво бело сирење.
Но после последните години, да речеме пред 10 години беше тоа, се јавува една мана кај белото сирење. Загорчува, добива горчина и после тоа дури да лути. Нема трајност. И не можам, прашам јас во тоа време со многу луѓе. Солта било виновна, не знам кој било, од многу работи пробав, така да ви кажам, се откажав и од кози. Така, значи, вие то сирење што сте го правиле по известно време загорчува, ако ве сватив добро. И не сте нашле решение како тој проблем да се избегне. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Надица, дали ви ова познато? Од технолошкиот процес можам да го лоцирам, не е моја, меѓутоа да, сум го учела. Значи, загорчувањето на млекото всушност е расипување на масниот профил, што значи дека постои проблем или мастит кај козата или кравата или било што, или од соматските клетки на вимето одредени патогени структури кои понатаму расипуваат, значи го расипуваат. Кога се расипуваат протеините, млекото се згрутчува. Кога имаме горчлив вкус, значи дека мастите влегле во процес на расипување и најчесто се случува да млекото кое што излегло од вимето со себе носи некои продукти кои понатаму при недоволна термичка обработка остануваат, спори, значи пример патогени бактерии, да, сме ги уништиле, меѓутоа одредени видови на спори останале. Одредени видови на клетки соматски, доколку се работи за повремен мастит, кај вимето, понатаму да се провлечат и да го дадат тоа, но тоа мислам дека се решава со третманот на животното. Да. Дали имаме уште еден гледач? Добар ден. Не. Добро, продолжуваме понатаму. Што е, Надица, со растителните млека? Има млеко од бадем, млеко од овес, од ориз, од соја. Дали се тие соодветна замена за млекото од животинско потекло и дали се тие воопшто млеко? Тие не се воопшто млеко, бидејќи на почетокот ја кажавме дефиницијата за млеко. Тоа се напитоци, некои добри, богат нутритивен квалитет, некои се и лекови, но генерално не можеме да кажеме дека се замена. На прво место би го ставила бадемовото, затоа што има добар профил и отприлике ги задржува во себе, она што го има во себе бадемот, значи добрите масти кои што ги има, потоа одредени витамини растворливи во масти, и тука, но тоа е па бадемовото е алерген. Оризовото млеко е висококалорично, нутритивно нула, меѓутоа е диетеотерапија при многу дигестивни заболувања. Што значи дека можеме да го користиме кога третираме диареја, кога сакаме да се нахраниме, здравствени проблеми, разни проблеми, хронични заболувања на дигестивниот систем. Генерално најслично по составот е сојиното млеко, меѓутоа во однос на калциум, во однос на сите други работи кои што ги има, но пак суровината соја е многу дискутабилна последните 30 години, па пак сме тука некаде на средина. Овесното млеко кое што најмалку се користи, всушност е најдобра опција и за сите овие важи да бидат во домашни услови направени. Затоа што готовите се најголем извор на скриени шеќери. Друго е ние дома со една урма, со една лажица мед, со некој природен засладувач, да ги направиме питки, вкусни, додека во процесот на технологија, онака како што ни се сервираат, го зголемуваат шеќерот дури и до 3 пати над она што е потребно, бидејќи велиме без конзерванси, но тоа значи додаден шеќер како голем конзерванс. Ајде проговориме и за она златно млеково кое што се добива со куркума.
Дали навистина има здравствени бенефити од него? Тоа и јас сакав да зборуваме, тоа беше и моја идеја да се зборува, затоа што во пракса некако ми се чини дека последната година е хит на социјалните мрежи, хит на секаде. Златното млеко мораме да знаеме и да го објасниме од друга страна. Значи тоа припаѓа на ајурведската традиционална медицина, доаѓа од високите планини во Азија и се работи за мешавина во која што основата е млеко од биволица, кое што има сосема друг и протеински и масен состав. Ако земеме таблично да го анализираме, бенефитот на златното млеко го носи куркумата, црниот бибер, некаде ѓумбирот ициметот. Сето она што на крајот е има антивоспалително, антивирусно, полифеноли, зајакнува имунитет, е всушност на додавката. Млекото е база во која што ќе го раствориме. Обичното пресно млеко мора да има доволно масти за да може да се искажат полифенолите од овие сите додавки и е носач да ако ние една лажичка куркума конзумираме било како другачие, ќе имаме диареја, но бидејќи млекото е тешко сварлива субстанца, правиме да можеме поголема количина на куркума и црн бибер и другите работи да ги внесеме. Тоа не е лек за сите болести, тоа е напиток. Најдобро е да биде во зимскиот период, бидејќи тогаш ни е потребно и генерално кај мене е поиздржано да се раствори во така нареченото бадемово млеко, има доволно масти за да може да се искажат оние естри, полифеноли, разни пигменти кои што ги имаме во овие 4-5, а да биде доволно вкусно, што значи дека не дека сакам да го срушам митот на златното млеко, меѓутоа не добиваме чудотворен напиток. Чудотворноста е на 5 работи кои што ги додаваме, па истите јас сум се обидела да ги додадам во сок од краставица. Исто така добиваме еден многу вкусен напиток, уште плюс богат со минерали. Што значи дека може да играме и со другите, и со комбинациите, не е штетен по здравието, иако кај златното млеко, она група на луѓе кај кои што не смее да се конзумира е најголема. Оние кои што имаат проблеми со жолчка, оние кои што имаат извадена жолчка, оние кои што имаат червожелудник, оние кои што имаат нервозни црева. Значи, има една голема група на хронични заболувања, јакотни заболувања, оние кои што конзумираат аспирин на дневна основа, лекови за разредување на крвта. Сите тие не смеат, бремени жени, мали деца, можам да набројувам уште, не смеат да го конзумираат. И од овде да го извлечеме заклучокот дека не се работи за лек или за елексир на младоста. И моето последно прашање во денешната Телма амбуланта се однесува на оние луѓе кои што одлучиле млекото сосема да го исфрлат од исхраната. Што велите, дали е тоа добар пристап? Доколку се погрижат да она што го носи млекото на таа количина го надополнат со други намирници, а тоа е дефинитивно надополнливо, значи оние 960 милиграми калциум, најчесто го зборуваме, нели, калциумот, или сурутката, добар протеин, го надополниме од други места, апсолутно оправдано. Апсолутно не е штетно, но доколку го исфрлиме, а не внимаваме на другите работи, на замена, како и за се. Не можеме да отфрлиме една намирница доколку не го замениме нејзиниот нутритивен состав со намирници кои што ќе го надополнат она што го одземаме. Тоа не е лоша одлука, имајќи во предвид дека бројот на луѓе кои што тешко поднесуваат млеко се зголемува за 20 години, од 60% човекова популација порасна на 84% популација светска која што не поднесува млеко, било ради лактозна нетолеранција, било ради казеинска нетолеранција. А оние кои што го сакаат млекото во може секојдневната исхрана, да кога е најдобро конзумираат. да го конзумираат? Наутро, за појадок, попладне, навечер? За мене е најдобро да се конзумира наутро.
содржи минимални количини на триптофан, па тука паѓа митот дека ќе не успее за навечер. Добар е за спортистите после тренинг, Добро. но за мене па сурутката е уште подобра како пијалок за после тренинг, но во предпладневните часови, посебно кај малите деца, затоа се трудиме да ја вклучиме во општествената исхрана, млекото барем 3 пати неделно, во градинките, во училишната исхрана и така натаму, значи да биде присутна во утринските часови. Сепак имаме најмногу сила и најдобро можеме да го дигестираме и да го примеме. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Ми беше задоволство како и секогаш. Почитувани, ова беше се во денешното издание на емисијата. Ви посакувам пријатен ден.